Летните горештини ја зголемуваат жетта и човековиот организам има поголема потреба од течности. Во Гостивар има десетина фонтани и јавни чешми кои граѓаните во овој период доста ги користат. Застануваат да се измијат, разладат или да се напијат вода од нив. Колку таа вода е безбедна за пиење, ги прашавме надлежните во Центарот за јавно здравје, каде што се вршат хемиски и бактериолошки анализи на водата. Што се однесува до фонтаните во градското подрачје, тие фонтани се приклучени на градскиот водовод, така да со самото анализирање на градскиот водовод се анализираат и тие фонтани и плюс анализираме и од самите фонтани, така да тие се исправни за пиење и може да се пијат. Периодов на Гостиварското подрачје нема забрани за користење на вода од некој водовод или извор. Од службите на Центарот за јавно здравје велат дека повремено знаат да се јават проблеми во водоводните системи во селските подрачја, особено во Врапчишкиот регион. Што се однесува до селските подрачја, тука малку имаме поголеми проблеми што се однесува до одржувањето на селските водоводи во смисла на дезинфекција на каптажата, на резервоарите, така да и врз основа на тоа и водата излегува малку по-проблематична во однос на градското подрачје. Пред се во Врапчишкиот регион можам да нагласам дека тој водовод кој го користат селата Врапчиште, Зубовци и Галате, од време на време имаме проблеми со тој водовод, поради тоа што нарешто во летните периоди доаѓа до одредено замантување на изворите и до одредени проблеми со микробиолошката исправност на водата. Анализите направени месецов на примероци од каптажата и две мерни места во Гостивар покажуваат дека нема загаденост ниту заматување на водата од градскиот водовод. Во Тетовски Лешок денес беше одбележана 16 годишнината од смртта на Ѓоко Лазаревски, кој во 2001 година загина бранејќи го своето родно место. Со едноминутно молчење и подигање на националното знаме од страна на синот, присутните се потсетеа и му оддадоа почит на херојски загинатиот Лазаревски. По повод 16 годишнината од херојската смрт на Лазаревски беше отслужена и панихида. Пред спомен обележјето на Ѓоко Лазаревски во Лешок, свежо цвеќе покрај семејството положија повеќе делегации. Ѓоко Лазаревски во конфликтот во 2001 година останал меѓу последните да го брани Лешок. Тогаш имал 29 години и бил резервен полицаец, а загинал обезбедувајќи од стапница на соселаните слободно да се евакуираат од опколеното село. Бил погоден од шрапнел од минофрлачка граната, а починал по неколку дена во Скопје каде и е погребан. Во Тетовско непроштено во недела на 23 јули ќе се одбележува 16 годишнината од свирепото убиство на Стојан Михајловски и исчезнувањето на неговите соселани Крсто Гоговски, Цветко Михајловски и Васко Михајловски во конфликтот во 2001 година, чии тела се уште не се пронајдени. Приемот на делегациите започнува во 18 часот и 30 минути, додека одбележувањето е предвидено за во 19 часот. Ќе биде положено свежо цвеќе на спомен обележјето изградено во чест на убиените и исчезнати жители на Непроштено. Со законот за амнестија се затвори истражната постапка за 4 хашки случаи, во кои освен случајот со Непроштено, спаѓаа и случаите со мавровските работници, браната на Липковско езеро и водството на ОНА. Сите случаи уште во 2008 година беа вратени во македонскиот правосуден систем, со цел нивно целосно расчистување, но законот за амнестија ја запре постапката.
Со вкупниот број на засејани хектари површини со пченка и компир, Полошкиот регион предничи во однос на другите региони во земјава. Како што објави Државниот завод за статистика, минатата година во Полошко биле засејани 38.028 хектари со пченка, култура која бележи пораст во производството последниве години, додека пак компирот бил засејан на површина од 40.173 хектари. Понатаму, според податоците на Државниот завод за статистика, Полошкиот регион во 2016 година бил и најголем производител на сточната храна луцерка, односно со неа биле засејани 25.197 хектари земјоделска површина. За производство на тутун кај полошките земјоделци константно има најнизок интерес во земјава и тој последниве години стагнира на само 1 хектар засејана површина. Во однос на годините пред тоа, земјоделците во Полошко лани засееле поголеми површини со пченка, пченица, кромит, домат, пиперки и краставици, а помали површини со компир. Од друга страна, Полошкиот регион е последен по вкупниот број на подигнати хектари овошни насади со праски и круши. Според податоците на Државниот завод за статистика, праската лани била засадена на само 70 хектари површина, а крушата на 566 хектари. Во однос на годините пред тоа, земјоделците во Полошко минатата година имале зголемување на површините насадени со цреши, кајси, сливи и ореви, а намалување на површините со вишњи, јаболка, круши и праски. Единствено во Полошко нема подигнати насади со бадем. Инаку во Полошкиот регион во 2016 година, според податоците на Државниот завод за статистика, биле евидентирани 170.694 хектари земјоделска површина, од кои 41.694 била обработлива земја. Од ова најмногу ораници и бавчи, потоа ливади, па овоштарници и на крајот лозја со само 44 хектари. Полошкиот регион е единствениот во Македонија каде најмногу од земјоделските површини отпаѓаат на пасишта. Од вкупниот број на хектари, 76% се пасишта, што е и за 1% повеќе во однос на 2014 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Полошкиот регион сточарите најмногу одгледуваат овци, говеда, свињи, а најмалку кози. Новата влада треба да води така наречена зелена економија, која ќе овозможи приходи од искористувањето на природните ресурси да ја унапредуваат животната средина, а не да профитираат само мал број луѓе. Ова е ставот на познавачите на екологијата Антонио Јовановски од еколошкото младинско здружение Go Green и биологот Кирил Арсовски. Тие во видеоанализата на иницијативата за дигитално граѓанство Республика зборуваат за темите отварање на рудници во југоисточна Македонија, како и прогласување на Шарпланина за национален парк. Добар ден, ова е Республика видео подкаст. Тука сме на прекрасната Матка. Има неколку причини зошто го избравме токму ова место. До мене се Кирил Арсовски, биолог, и Антонио Јовановски од еколошкото здружение Go Green. Добар ден и на двајцата. Како се чувствувате тука на Матка? Дали можете да дишате со полни гради, што се вели? Па јас многу убаво се чувствувам. Откружени сме со дрвја, со зеленило, со убава флора и фауна. Но тоа што ме прави малце непријатно се чувствуваме отпадот околу нас. Тоа е, мислам, резултат и на свеста, но и на системските проблеми кои што се соочуваме врска со управувањето со отпад. Согласни сме и тројцата дека подеднакво убаво се чувствуваме, можеме да дишеме со полни гради. Меѓутоа, дали ќе го помниме ова чувство уште за неколку месеци? Значи, уште некаде од октомври, претпоставувам дека во централното градско јадро во Скопје повторно ќе се гушиме во загадениот воздух. До сега беа предложени милијарда, веројатно, чекори, предлози, визии. Ништо не се спроведе на терен. А ти на својот блог, Кирил, предлагаш одреден национален план за регулирање на аерозагадувањето. Што би било различно од сето досега предложено и кој би застанал за тој план? Постојат веќе поголем број на планови кои се изготвени од различни здруженија од изминативе 5-6 години, кои се планови со мерки за претпазливост, мерки за регулирање, заградување, понатамошни системи за
намалување на загадувањето, односно најразгадањето во Македонија, односно во Скопје, Битол и Тетово, но една работа отсуствува од сите тие планови, а тоа е реалната потреба за нов национален мониторинг на загадувачи, односно мапирање на загадувачи, извори количество на загадување во Македонија. До сега системот што ние го користевме и како држави и како индивидуалци е застарен систем на мерни станици од 2001-2002 година, кои не се баждари, нивното квалитет на давање на резултати не е проверен и треба да се направи нов национален независен мониторинг на загадувачи и мапирање со цел да имале појасна слика кој загадува, колку загадува и кон која насока треба да се движи таа стратегија понатамушно за заштита на воздухот од загадување. Антонио, ти со твоето еколошко здружение учествувавте во многу протести, како во Скопје, така и во Тетово. Меѓутоа се чини дека надлежните немаат многу чувство за сите овие протести, немаат слух. Дали тоа значи дека воопшто нема грижа за тоа што се случува? За сите последици кои на крајот на краиштата сите ги чувствуваме, всушност ни влијаат врз нашето здравје. Се поголем број на смртни случаи имаме токму поради оваа причина. Впечатокот е до некаде точен. Иако политичарите, да речеме, што треба да донесат некои клучни одлуки, се исто граѓани и исто го дишат истиот воздух, мислам дека тука станува збор дека екологијата првин како свест кај политичарите, но од друга страна како приоритет не е ставена. Значи немаме и фонд за животна средина од каде што би можеле да се финансираат одредени мерки што сме ги предлагале. Аерозагадувањето е комплексен проблем поради тоа што од различни извори се последиците на тоа што гледаме. Од една страна се должи на во зимскиот период на грејењето, значи кај домакинствата, тоа се индивидуални домакинства кои што можеби се поврзани со социјални случаи. Од друга страна енергетскиот систем во Македонија почива главно на јаглен, кој што е еден од најпрелјавиот енергенс. Потоа сообраќајот, значи во однос на сообраќајот влезени се во рок од 5 години кога се намалија акцизите за стари автомобили, се намалија стандардите од 2010 до 2015 над 170.000 стари автомобили се внесени, а за разлика од претходните 5 години, значи од 2005 до 2009 имаме околу 15.000 стари автомобили. Значи еден скок од 15 до 170.000 стари автомобили е една голема причина за сообраќајот да биде извор на загадувањето. И тука е индустријата, значи како што спомнав, индустријата со големите индустријски капацитети треба да добијат одредени еколошки дозволи според министерството. До сега, значи РЕК Битола, ТЕЦ Осломе и Југохром ги немаат дозволено, а РЕК Битола се работи, значи се функционира најнормално, ТЕЦ Осломе од време на време и тие се значи рудници за јаглен. Сега тука е исто еден голем проблем, значи доколку ние предлагавме мерки и кон домакинствата и за сообраќајот да се провери на технички преглед, значи во однос на кој колку загадува и тако вид на налепница или ознака да дојде за да може тоа да се регулира, и во однос на индустријата мора да се зголеми инспекторатот и мора да бидат ригорозни казните што за загадувачите. Кирил, дали можеш да се недобрзиш? Значи како што веќе реков и како што твојот колега воопшто спомена дека навистина беа предложени многу мерки, многу чекори. Беа донесени експерти од Норвешка, дискусии. Меѓутоа се чини дека повеќе пари се потрошија за сите тие посети и за печатање на сите тие соопштенија отколку што воопшто на терен нешто се спроведе. Во прашање е нашата вкупна свест или повторно ќе кажам свеста на политичарите? Тоа е обострано. Тоа што кажа Антонио, проблемот за загадување од било кој аспект, особено аерозагадување на комплексна тема која ги опфаќа и областите од екологија, од медицина, економија, енергетика, социјална политика, државно управување. И мислам дека проблемот е обостран и ние имаме општ недостиг на еколошко образование во Македонија, иако од долги години многу пари и странски инвестиции државни се вложени на тема екологија и еколошко образование. А од тој аспект екологијата, односно нашата животна средина никогаш не бил приоритет на ниту една влада, ниту еден политичар. И секогаш кон природата во Македонија се гледа исклучително како кон буџет, односно како ресурси. Ние мериме природата во кубици песок, во дрва, во пари, односно не како систем, туку го гледаме како пари, не го гледаме како извор на брзо финансирање на државата, не како систем кој нас ни овозможува живот. Така да проблемот е многу поизворен од кој што ние го мислиме. Тука сме, како што веќе напоменав, на прекрасната матка, околу нас има многу дрва. Може ли, секако ова иронично го прашувам, градските власти да се сетат и овие дрва тука да ги скастрат со образложение дека се стари, дека се исушени? Она истото што го направи и во Скопје,
Скопје стана се чини една бетонска џунгла. На жал во последниве 5 години бевме сведоци на нерегулирана сеча на урбано зеленило, особено на стари дрва и дрвореди. За целата сеча беа најавени дека намално биле болни стари дрва, иако не беше природен еден фитопатолошки наод во кој би се потврдила старосност на болест на дрвата. И дрвата беа исечени со цел да се обезбеди поголем градежен простор за мегалитските градби за преку Скопје 2014 или пак да се овозможи поглед, чист, отворен поглед према градбите и при тоа се гледаше на дрвата како објект кој пречи, а не како живеалиште, како обезбедувач на многу услови меѓу кои и кислород и заштита од сончева енергија и така натаму. Така да освен тоа што се сечеше урбано зеленило, во Македонија има проблем и со нерегулирана нелегална сеча на дрва и со нерегулирана легална сеча на дрва од страна јавните предпријатија. Има едно многу недомаќинско раководење со шумите во Македонија. Сведоци за тоа сме големиот број на ерозии, на намалени шумски површини, на намален биодиверзитет. Така да мислам дека сечењето на дрва во Македонија стана еден многу не фин обичај што си го имаме, дека се што ни пречи треба да се сече. Предлагаш мораториум на сечата. Дали мислиш дека тоа би било излез? Тоа е единственото решение. Мораториум или зголемена регулирана сеча на дрва од било кој аспект, и од економски, шумарски аспект, па и од инфраструктурен аспект е во наредниве 5 години е единствен начин на кој може да заштити зеленилото и урбано и општо национално зеленило што го на државата. Во изминатите неколку години имавме и ден, специјален ден на дрвото. Многу очекувања имаше токму од тој ден. Во пракса, што се случи? Дали тие очекувања воопшто се исполнија? Не е само еден ден. Тој ден на дрво беше едно големо лицемерие на тоа што се случува фактички, односно со таков еден ден се обидуваше да се замачка јавноста во однос на реалните проекти кои што се спроведуваат. Значи, тоа беше само една маска каде што требаше да се мобилизира граѓаните, во принцип јавната администрација за да засадиме еден куп различни дрва, но за секое дрво си треба и посебно време и посебно место и така сметам дека последиците, односно резултатите од ден на дрвото се блиску до нула. Како што реков, тоа не е само еден ден, тоа би требало значи да биде континуирани мерки за подобрување на животната средина, за унапредување на животната средина и самиот тој економски развој што секогаш е на приоритет на владата е да биде кроз една еколошка призма, а тоа значи некој вид на зелена економија со тоа што ќе се овозможи приходите да ја заштитуваат животната или унапредуваат животната средина, а во исто време да обезбедат приходи за граѓаните, значи вклучување на граѓаните и на тој начин обезбедување една социјална еднаквост, а не профитирање на одреден мал процент од општеството за разлика на природните ресурси. Кога веќе зборуваме околу сеча на дрва, недалеку од нас е прекрасната Шар планина. Сечата на дрва таму веќе се одвива со години, јас би кажала можеби и со децении. Така да таа една Шар планина наместо да е позната по природните богатства, во последно време се споменува само во негативен контекст. Ти предлагаш Шар планина да биде прогласена за национален парк. Всушност таа иницијатива е стара веќе неколку години. Од другата страна, од косовската страна, Шара е прогласена за национален парк уште од 86-та година. Зошто кај нас тоа не се случи? Зошто надлежните институции не имаат слух? Предлогот за прогласување на Шара за национален парк не е мој предлог, туку тоа е предлог на моите колеги биолози, а и според истражувањето на Македонско еколошко друштво, национален парк на Шара е нешто што би го прифати локалното население, а тоа е едно од многу важните аспекти од кога се прогласува на територија заштитено подрачје, дека и локалното население го прифаќа тоа и ги знае кои се бенефитите од прогласување на Шара за национален парк. Шара има три поголеми проблеми. Првото е најголемиот проблем е нелегалната сеча на дрва, значи огромна нелегална сеча на дрва. Вториот проблем е нелегални инфраструктурни зафати, значи пробивање на патишта, градење на куќи, викендици, хотели, што го нарушува пејзажот, а и го нарушува изгледот на планината. И третиот проблем што е многу важен аспект на биодиверзитет, нелегалното ловство, односно ловење на дивеч вон сезона или па користење на нелегални мерки при ловење на дивечот, и тие се три најголеми проблеми. Сите аргументи кои се околу Шара да се биде национален парк се веќе изложени, се познати. Де факто постои недостиг на политичка волја, тоа стои процес да се речеме условно изгура, но се надам дека во наредниве години по две
со новото управување во државата ќе се најде барем малку волја да овој процес конечно заврши, после веќе 15 години лобирање ша да се добие својата потребна заштита. Антонија, кога веќе велиме дека не треба се да се гледа од аспект на заработувачката, во последно време исклучително актуелна е темата отворањето на рудниците. Колку е оправдано нивното отворање, нели? Првиот мотив се парите се чини, меѓутоа колку е тоа оправдано со оглед на природата, нејзината околина, заштитата? Од наша перспектива воопшто не е оправдано, поради тоа што насекаде е познато низ целиот свет дека рудниците се најголеми еколошки жешки точки. Тоа значи дека се отвараат огромни дупки на огромна површина каде што се истура тој отпад, тешките метали, цијанидот. Методите кои што се предложуваат во новите рудници, значи цела Источна Македонија даена под концесија, значи Југоисточна Македонија особено е даена под концесија за отварање на рудници за бакар, за злато и методологијата е со цијанид, значи први на некој начин сечење на планината, еден рит од 800 метра ќе стане рит од 100 метра, значи 700 метри земја ќе се фрли на одредена површина и таму со цијанид почвата на некој начин се деградира и тие скапоцени метали испливуваат. Потоа тој цијанид и сите тешки метали исто така ќе се одложува во одредена пак природна просторија и тоа стотици години таму ќе седи и ќе ги загадува и подземните води, а секако во студиите на експертите и тие што го предлагаат тоа, они не гарантираат дека тоа ќе биде санирано и ќе биде како што било, а не ни може тоа да биде како што биде. Впрочем, може да се види со рудниците кои што веќе се постоечките од Југославија, значи рудниците Саса, Бучим, Лојане, Тораница, значи тоа се едни отворени депонии, јаловишта со тешки метали, со стотици милиони тони олово, арсен, жива. Во Лојане има 600 валентен хром, што е еден од најканцерогените, мислам што предизвикува канцер. Значи тоа се веќе постоечките, јас би рекол, значи тие инвестиции, тие пари да се инвестираат во санирање на постоечките еколошки жешки точки, а воопшто да не се размислува за отварање на нови потенцијални еколошки темпирани бомби, поради тоа што сплетна околности тие навистина може да направат една еколошка хаварија. Тука кога збориме за индустријското загадување би спомнал и за Охис и би апелирал исто така да се санираат 10.000 тони на линдан кои што се многу блиску до Скопје, односно дел од Скопје, таа една темпирана бомба. Кирил, кога зборуваме за рудниците, локалното население се чини дека како никогаш досега покаже еколошка свест. Какви се твоите очекувања, ќе успеат ли докрај целата работа да ја избуткаат? Знаете, рударството и рудата во Македонија имаат едно историјско социјално значење. Од секојаш рударството значило некаков си прогрес, некаква заработувачка. И Македонија има богата рударска историја, уште со доаѓањето на шлезите и сасите во 14 век се отварат првите рудници во Македонија, ги имало и претходно во Римско, но веќе не е 14 век, не е римска дома, не е касно камено време, веќе треба да бараме други алтернативни за заработувачки, имаме многу мала територија по површина, да треба да даваме на прекопување, на копање на руди така натаму, на големите земји кои се производичи на руда, се во принцип територии кои имаат земји кои имаат голема територија, како што е Русија, Казахстан, Монголија, Австралија, немаме ние потреба од руда, дури јас сум насомнеш за самите анализи за количество на бакар и злато што ги има во Источна Македонија, подсомнеш сум каква е таа реална количина затоа што може да заработи. Рудникот е неодржлива, рудниците се на неодржлива гранка во индустријата, не пост нешто како рудник што не загадува или што загадува малку, тоа кога имате нож што малку сече, значи нема, или војна што малку убива, секој рудник загадува и тоа и така треба да биде. И мислам дека тој регион особено има толку многу услови да успее од друг аспект економски од руди, значи преку органско производство, туризам, модерни иновативни технологии, хотелиерство, значи има толку многу услови тој регион, постои прехранбена индустрија, прехранбена преработувачка индустрија, има толку многу индустрии кои таму може да се развијат и веќе постоеле во историјата, да мислам дека рудник на Кожуф е нешто најмалку што е потребно. И тоа што фирмите и концесионерите што го правдуваат дека ако не се копа, барем ќе се направи испитување на територијата, треба да се знае дека самото испитување прави исто така како што е површинскиот коп, значи пак треба да се исча шуми, да се прекопа почва, да се прават бушотини, значи да се загадува од било кој аспект. И на крајот, јас би прашала прашање кој се однесува вкупно на екологијата.
Се чини дека од осамостојувањето Министерството за екологија се смета, барем досега се сметаше за најмалку важно министерство и секогаш беше предмет на меѓупартиски договори и компромиси. Дали мислите дека во иднина тоа ќе биде различно, односно уште со оваа власт? Па, јас ќе го цитирам еден пронешен министар за екологија од пред 2 мандати, кој на слично прашање од колешка новинарка одговори: ако мислиме на екологијата, нема да има ништо од економијата, така да само тоа ви го искоментирал. Кои се моите очекувања? Дали подеднакво песимисти и ти? Останува да се надеваме, останува да имаме некоја доза на оптимизам, поради тоа што глобалната свест и европската свест навистина веќе не компромитира, односно не прави компромис измеѓу екологијата и економијата. Како што спомнав, Министерството за животна средина, значи треба да се стави како приоритет или од аспект во соработка со другите институции. Значи екологијата е еден комплексно прашање што опфаќа многу други институции, односно тоа е едно општествено прашање. Значи во секое министерство има екологија. Како што спомнав за сообраќај, тоа е министерство со внатрешни работи. Значи Министерството за животна средина и Министерството за внатрешни работи треба го регулираат загадувањето преку автомобилите. Споменав за енергетиката. Значи енергетиката е Министерството за животна средина и Министерството за економија. Тука зборуваме за зелена економија, зелени работни места, Министерството за трд и социјална политика. Значи треба да се формираат работни групи со сите министерства за заеднички се адресираен проблем кој не почива само во едно министерство. За да може да го постигнеме тоа, исто така треба да се фокусираме на еколошко образование, значи да го правиме реформи во образованието, во сите предмети, не е еден предмет екологија. Во сите предмети треба да се вметне размислувањето и начинот на заштита на животна средина, дали е физика, дали е хемија, дали е бизнис, дали е економија, дали е било кој предмет. Ќе зборуваме за еколошко образование, за било кој од тие идни квалификувани млади луѓе кадри што ќе влезат во било кое министерство, ќе има еден таков мајндсет и тие работни групи да можат да се интеринституционално, да можат да функционираат и да постигнеме навистина и економски и еколошки развој и напредување животна средина. Ми станува да веруваме, да се надеваме дека ќе биде подобро. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и нас. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Попладне со услови за локална нестабилност со краткотраен дожд и грмежи. Утринските температури се движе од 18 до 25, а дневните од 27 до 36 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност и со умерен југозападен и јужен ветер. Попладне можна е локална појава на нестабилност со краткотраен поруен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 18 до 26, а дневните од 28 до 37 степени. УВ индексот ќе изнесува 9.